Интересот на човекот за времето постои откако постои човекот. Уште во стара Кина, Индија, Египет и Грција, луѓето разговарале за ветровите и врнежите и се обидувале да ги сватат и објаснат тие временски појави. Првата книга со описи и објаснување на временските појави била Аристотеловата метеорологика, уште во 340 година пред нашата ера. Добро вечер. Ви велам уште едно добре дојде од мене во отвореното студио на телевизија Нова. Метеорологија, наука за сите времиња. Тоа е насловот на вечерашната дебата. Ке се обидеме да ја доближиме работата на синоптичарите и климатолозите до сите вас или до сите нас. Во студиото на телевизија Нова велам добро вечер за климатологот Пеца Ристевски. Добре дојдовте во телевизија Нова. Ви благодарам за одвоеното време и се надевам дека ќе ги доближиме овие работи кои што можеби многумина мислат дека се некаде далеку од нас и не знаеме како се случува се, па да им кажеме како тоа работи нашата служба во однос на климата и во однос на создавањето на временската прогноза. Добро вечер за Костадинка Арсовска, синоптичар во управата за хидрометеоролошки работи, и Борис Текерарски, со така синоптичар. Добро вечер и за вас. Добре ни дојдовте. И сега кажав дека интересот на човекот, нели, за и околу времето било откако постои самиот човек. А првото прашање до вас во ова отворено студио е како или од каде интересот кај вас за метеорологија како наука? Баш изборот да падне метеорологија. Кој ќе отвара? Јас мислам, имајќи во вид дека имам одредено стручно познавање и Средно метеоролошко училиште во Белград и Природно-математички факултет во Белград. Добро, кажете ми сега во 8 оделение. Кој ве насочи на метеорологија? Зошто метеорологија средно? Па имаше конкурс во Основното училиште Тодор Ангелевски во Битола, каде беше поставена од метеоролошката станица Битола конкурсот за Средното хидрометеоролошко училиште во Белград, и кога го видов, јас се бев воодушевен и по секоја цена сакав да одам и успеав. Да речеме, добив стипендија од управата за хидрометеоролошки работи и во Средното хидрометеоролошко училиште бевме четворица од Македонија кои завршивме со успех. Тоа е една колешка Драгица Мијатовиќ на аеродром, Пандора Стојановиќ, понатамо Спасе Крстевски на аеродром и јас како четврт. И подоцна во 2012 година докторирав во Софија на Бугарската академија на науките и уметностите. Да. Супер, ама кажете ми зошто велите многу бев воодушевен? Од што бевте воодушевен? Од метеорологија како наука, од што? Зошто? Прв контакт имавме на некој начин по предметот запознавање на природата и општеството, и уште во прво-второ оделение се сеќам кога цртавме одредени состојби, односно ги следевме и имавме задача од наставниците да ги цртаме облаците и ветровите, го следевме времето и оттаму една прва желба за тоа и подоцна ми се отвори тоа претходно вистинскиот избор сте го направиле, така? Да. Иначе добро, сепак во овој дел треба да се каже дека јас сум роден на 20 март 1950 година, 3 дена пред формирање на Светската метеоролошка организација, односно формирањето... И тоа значи нешто, вака како ќе си гледаш и сапиш, нели? Е специфично и навистина треба, убаво е да се каже, бидејќи има одредени коинциденции во однос на струката. Супер, ќе ни кажете за други коинциденции во однос на климата. Костадинка, каква е вашата приказна? Зошто метеорологија? Па добро, метеорологија, не сум знаела од секогаш дека ќе бидам метеоролог во секој случај, меѓутоа имав љубов и желба да учам природни науки. И затоа се запишав на Природно-математичкиот факултет и на физика, бидејќи ме интересира законитостите кои владеат во природата. И токму во таа година јас кога се запишав, нели, повторно, можеби коинциденција, беше распишан конкурс, односно повторно запишување во насоката метеорологија на студенти, бидејќи треба да се каже дека метеорологијата како наука не се изучува постојано на нашиот факултет на физика, туку да речеме има одреден, да, така, токму така, кога има потреба, одреден број на генерации завршуваат, потоа има пауза, па повторно. И сега
токму после таа пауза 10 годишна или не знам точно колку, повторно се отворија тие студии и не ми се види тоа интересно, значи како прва генерација дека ќе има понатаму некој просперитет, перспектива и така натаму и токму затоа се запишав и на оваа насока. И така беше на факултет. Па беше. Интересно. Да, во секој случај, да. Да. Борис, а вашата? Јас бев уствари Ја бев уствари. првиот пат кога се случи да се отвори првата генерација. Добро. Меѓутоа тоа беше и така малку несигурно. Морав да отидам на физика и да во трета година не беше ни воопшто ни известно дали ќе се отвори. Се бара десетина луѓе кои би студирале. Јас од прва дојдов до трета и тука негде веќе беше во септември месец неизвестно, бројката доаѓаше до кај 8, но уште двајца се чека од овде од онде дали ќе почне првата генерација. Значи, ако немаше 10, не можеше да почне, така некако или? Така беше тогаш. Требаше 10 луѓе за да почне првата генерација студенти во Македонија на универзитетот на природно-математичкиот факултет. За среќа имаше десетина луѓе и почна првата генерација. И некои коинциденции, како што ќе почне, веќе почнавме, но како и да е, сигурно некаква така наклонетост кон природните науки била решавачка. Да. Јас би кажал во прилог на едукацијата на метеоролошките кадри во Македонија, во периодот од 1980-82 година бев председател на Советна работна заедница и тогаш се постави прашањето за едукација на метеоролошките кадри и ние ја поддржавме иницијативата на тогашниот директор Коле Јордановски, кој беше главен организатор и поддржувач на ова група на луѓе кои треба да се едуцират на Скопскиот универзитет и финансиски од владата, тогашниот извршен совет, СИЗО за заштита од град и управата за хидрометеоролошки работи беше поддржана ова иницијатива да и ние во Македонија школуваме кадри, што беше за прв пат во Македонија, а јас во тој период држев после на факултетот вежби по 3 предмети. Од метеоролошки предмети, климатологија, статистика и применета метеорологија. Супер. Ако сака, кога зборувавме, Борис, во оној разговор пред овој, за да ме упатите или да ги упатиме, па ние сега никако гледачите, за некаква општа логика да направиме дистинција на работите, како беше она? Клима е минато, така? Значи, секако можеме да кажеме дека од нас луѓето најчесто очекуваат какво ќе биде времето. Добро. И многу често тие сметаат дека, па добро, метеорологија тоа е прогноза на време. На време. Но сепак ние имаме и повеќе други гранки на метеорологијата, а она која што останува за секогаш, така да речам, е климатологијата, записите што остануваат во гранката климатологија. Иако прогнозата е најударната информација која ние секојдневно ја доставуваме. Да. Значи, ако едново е за или се однесува најмногу на минатото, другото како временска прогноза или некаква нели утре што ќе се случува е некаква иднина, а синоптичарите се оние кои што ни зборуваат за тоа што ќе се случува денеска овде и сега, така некаква, нели? Да, само што не е залудно минато. Не е залудно минато, Климата е многу важна, да, бидејќи таа па го возможува планирање. И таа оди дури пред прогнозата на некој начин, бидејќи долгорочните планирања сепак се во основа се лежат врз сите тие, да речам, пресметки или записи во што се направени во гранката климатологија. Да. И сега кажете ми како синоптичари кога, нели, кога се зборува за синоптичари, си когаш сум имала и со Костадинка зборувавме, нели, па ви реков кога порано, нели, многу почесто ве слушавме на радио, па и ве слушавме и на телевизија, нели, на она отворена телефонска линија.
И секогаш си правиш некаква собствена перцепција за тоа како некој изгледа, колку години може би има, начинот на кој што зборува и така натаму. А сега можеме и да ве гледаме многу често на ТВ екраните. Костадинка вели дека може би тоа е добра, а и лоша страна на медалјата, затоа што гледајќи не, вели, ја мислам дека не слушаат веќе каква е временската прогноза, туку луѓето коментираат за тоа што и како изгледаме, што, нели, начинот на комуникација и така натаму. Дали во изборот на синоптичарите и оние кои што треба да бидат последните, нели, во алката и кои што треба да бидат најсторините кои што ќе ја кажат прогнозата, треба да се мисли на тоа какви се тие и по карактер, како велите вие, и начинот на кој што зборуваат, и начинот на однесување и така натаму. Еве, да кажам, според мене не е толку важно тоа. Значи, многу е поважна стручноста на или на самиот човек, за секој од вас, особено за женскиот дел, веројатно е тоа. Но добро, тоа е во психологијата на секој човек да анализира надворешноста, да анализира на човекот. Во секој случај, значи, стручноста, професионалноста се најбитни и се разбира, тука треба да се развива, ние со искуството развиваме однос кон луѓето. Сепак различно е дали му се обраќаш на некој или преку телефон или во камера и слично се среќаваме со различни прашања од различни видови на луѓе и може да ми кажете некои од типовите на прашања, например, дали на тој и тој датум да правам свадба, нели? Да, добро, тоа обично е веќе закажано и дали сега ќе врне. Сега ние треба сепак, нели, не можеш веднаш да му кажеш на човек сигурно ќе врне или не, со оглед на тоа никогаш и не може да знаеме точно баш за тоа место дали ќе врне или не, значи треба некако на некој начин, зашто никогаш луѓето сакаат и од нас како оправдување или како, нели, потврда на нешто тие што го замислиле претходно. И сега, нели, тука добро, зависи од нас, се разбира. Како ќе, но во секој случај тоа не е суштината. Суштината е да ја пренесеме таа информација која што сме ја добиле преку тие анализи сеопфатни, стручно и професионално да ја пренесеме, а понатаму луѓето што ќе прават со таа информација, тоа е до нив. Да. Како беше она, куќа, живеам када, после мостот. Да, често се случува луѓето да кажат, добро, јас сум зад мостот во Влаје. Добро. И ќе врнели зад мостот во Влаје. Значи, сепак постојат некои граници кои метеорологијата едноставно не може да ги помине. Една од тие граници е дека атмосферата не дозволува секогаш да биде предвидлива, а не, особено не во тек на еден ден како една реченица. И тука ние мораме да најдеме, како што вели колешката Арсовска, дека му нудиме на човекот сепак една формулација врз која тој може да си го планира терминот, денот или како и да е. Да. Супер. Одиме кај климата. Прво прашање, каква клима има Македонија, пошто често ние знаеме да дебатираме, пошто нели како македонци ние се знаеме и не треба воопшто, нели не треба никој од спорт преку политика за се сме упатени. Па видите, ќе речат Македонија има медитеранска клима, не е така. Да, доста автори сакајќи да извршат валоризација на климата на Македонија, имале порано, не постоеле соодветни бази на податоци како што сега постојат. Значи, имаме створено во Управата за хидрометеоролошки работи база на климатски податоци кои можат сега да послужат за соодветно климатско валоризирање на македонската територија. Во таа насока, покрај другите активности, постоја одредени проекти преку кои се валоризираше на некој начин климата на Македонија. Тука имаме еден труд кој се Академијата на науките и уметностите во Македонија го изработи. Тоа е карактеристики на 8 климатско-почвени вегетацијски зони во Македонија. Значи 8. 8, имајќи во вид дека порано авторите мислеа дека над Македонија се под наводници преплетува медитеранското и континенталното влијание со локалното влијание на планините. Ние, јас сум трет коавтор во оваа книга, покажавме дека во Македонија има субмедитеранска клима, долж Гевгелиско-Валандовскиот регион, понатаму имаме умерено континентална и во зависност од надморската височина имаме субалска и дури и алпска клима. Имајќи во вид дека мерењата кои
во изминатиот период ги имавме на Солунска глава, е покажано дека информациите покажуваат дека на тие висини над 2250 метри имаме дури и алпска клима, каде температурата во најтоплиот месец не се спушта, не се крева над 10 степени. Значи имаме и субалпска, алпска, умерено континентална и умерено медитеранска, односно изменето тропска клима во Гевгелиско-Валандовскиот регион. Така. И сега многу ќе ни треба време ако ни објаснувате вие како тоа се доаѓа до нели или како се прават тие сите анализи веројатно и така натаму. Но тоа е добро за да им кажеме на луѓето дека имаме секаква клима. Кога ќе видиме вака имаме се. Порано така дури во јавноста, во европска и светска јавност се мислеше дека цела Македонија е медитеранска клима. Ова е заклучокот врз основа на некои автори од странство кои мислат дека климата е униформна и дека имаме еднообразна клима. Некогаш е кажано дека имаме континентална клима, што е одраз на екстремните температури кои се во Нифе и Скопската котлина, каде имаме просечно колебање, средно годишно колебање од 23 степени. Тоа е голема разлика меѓу средната јануарска и средна јулска температура. Понатамо тоа значи такво колебање, тоа е амплитуда на најниската и највисоката температура. Меѓутоа апсолутно колебање оди над 65 степени меѓу најниската температура која е во Скопската котлина измерена минус 25,6 и 42,6, значи се работи за едно големо колебање и за одредена континенталност на климата. Скопската котлина, повардарието и така натаму. Така, супер. Кога сме кај создавањето на временска прогноза, може ли како двајца синоптичари да ни кажете, секој од вас таму пишат луѓе има свој начин или на кажување на работите на крајот, но тоа зависи од други работи. Но начинот на постојат модели, или ајде јас не ви се мишам во струката, вие да ни објасните како. И ве доаѓате и Борис бил пред вас на работа и вие доаѓате и треба да си ја предадете смената како вие велите, така? И сега што е комуникацијата, што е муаветот? Па добро, се разбира претходниот дежурен што бил. Добро. Се труди што повеќе информации, значи што се случувало и претходниот ден, да речеме, тие 24 часа, одредени параметри, дали биле добро прогнозирани или не биле добро и така натаму. И според новите податоци, колку што тој успел да види, да речеме, рано утрината, ако успел да види нешто ново, како би се менувало, меѓутоа сепак тоа останува нормално на новиот дежурен кога ќе дојде на работа, повторно да ги изанализира сите достапни податоци, и да оформи новата прогноза. Нели, таа во принцип не се разликува многу од претходниот ден, меѓутоа може се случува некогаш, нели, тоа се модели, тука мислам дека малку треба да разјасниме, ајде моделите, да објасните ни како да без разлика што е тоа можеби малку повеќе стручно, но имам впечаток дека луѓето некогаш кога ќе се јават мислат дека ние, нели, ќе прашаат некое прашање и ние само ќе стиснеме едно копче и ќе ни се појави одговорот некаде, нели, дека тоа е вашата работа, нели, вие мора да знаете за тоа. Меѓутоа атмосферата е многу сложен систем. И за да се опише атмосферата се користат равенки, нели, математички, термодинамички, кои што ги опишуваат колку што е можно подобро тие процеси во атмосферата. Сега тие равенки, бидејќи се многу сложени, да речам, нелинеарни равенки, тие немаат точно решение. Значи, слушајте внимателно, нема точно решение. Оттаму она може би, нели, не очекуваме и така натаму. Продукти што се добиваат се врз резултат на приближно решение на тие равенки. Токму за тоа се вика моделирање на атмосферата. Значи, ние не кажуваме како точно ќе се движи атмосферата, меѓутоа се моделира најдобро што може. Значи, сите процеси во атмосферата се моделираат со тие равенки и како резултат на тоа моделирање, тие се решаваат компјутерски со суперкомпјутери така натаму, се добиваат одредени бројки кои што пота се претвораат во слики, да речеме. Ете. И тие слики се всушност, односно бројки ги даваат вредностите на метеоролошките параметри како би се движеле од 0,0 до
понатаму, да речеме, тој ден, 24, не знам, до 10 дена однапред. И има, спомна и Борис, дека постои ограничување, значи, самата прогноза во себе содржи, мислам и самите модели содржат ограничување и не можеме ние до бесконечност да ги итераме нели тие во иднина модели да видиме до бесконечност какво би се движела атмосферата. Бесконечност како после 100 години, сега како ќе ни биде времето, така многу не можеме ни два. Па за жал ни 30 дена ако почнеме математиката ќе пресмета се, но вистински ние може да бидеме многу далеку од она што ќе се случи. Затоа што во себе, значи, тие модели содржат и повторно приближно представување на разни физички процеси, локални влијанија, значи тоа е многу сложено. И дури се восхитувам секој ден кога ќе видам дека нашата прогноза е толку точна, толку блиску до стварноста, што е тоа дури за чудење. Затоа што некои луѓе нели ги представиле тие равенки, откриле како се движат нештата во атмосферата, значи фактички на целата земја, целата атмосфера, и да добиеме ние еден таков податок кој што ќе каже навистина дали ќе врне или нема да врне, дали ќе биде која ќе биде температурата, значи тоа е навистина големо постигнување. И токму и тука значи тоа ме тера секојдневно, нели, да си ја сакам работата и секојдневно да се вложуваме. Да, и да се вложуваме едноставно. Добро е тоа што во последно време, не во последно, години наназад се повеќе луѓето веруваат во податоците на Па да, јас себе можам да кажам дека јас сум неколку децении веќе во оваа работа, иако не сум. Како ста? Да, но не сум бил како синоптичар постојано на повеќе други работни места и области во рамките на управата, ама како и да е, јас можам да се сетам дека поранешните излези од моделите беа многу да речам, поприближни и краткорочни. И не можевте толку од нив да создадете представа што навистина ќе се случи. Од друга страна, како што спомна и колешката, денеска можам да кажам дека тие веќе во 3 и во 5 дена, да речеме, тие сосема дават добри резултати. И мала е една, да додадам само, моделот сушност, како и да се вика модел, може би представата ќе е подобра, тоа е еден простор во кој се пресметуваат сите параметри, како една мало делче од атмосферата, во кои рамки сакаме, во кои не интересира, што навистина ќе се случи. Значи, атмосфера во мало. И за да се надмине пак неизвестноста, порано, иако се мислеше кој модел е подобар. Тоа може да дебатираме за тоа кој модел е подобар? Па се дискутирало. Добро. Но денес она што се прави е уште еден чекор понатаму, што неколку модели и со неколку сценарија се пуштаат во исто време. Да. И се утврдува колку е, да речам, колку е известно некоја случка да ја имаме кроз 1 или кроз 3-4 дена. И тоа возможува, да речеме, како овој период, да ни овозможи да кажеме дека 3-4 дена ние ќе имаме стабилно време. Бидејќи во овој период токму, повеќето од моделите со повеќе сценарија кажуваат дека може би краткотрајна една нестабилност за време на викендот, но ништо особено нема да се случи. Што вие, кога ќе дојдете, ајде, ќе дојдем и кај вас на работа, сакам да ми објасните како тоа изгледа денот. Само еден дополнување на проблемот. Во последно време многу значајна работа е развојот на сателитската и радарската метеорологија. Му е голем допринос кон анализа, соодветна анализа на временските процеси и евентуално идна прогноза. Бидејќи без соодветна анализа и дијагноза на временските услови нема ни соодветна прогноза. Моделите дават тоа што дават, тука е доприносот од сателитските мерења, што се современа работа, радарските мерења и други параметри кои се неопходно потреби за соодветна анализа на моделите што постојат во Европа. Поготово исто така би кажал одредени проблеми што ги отвори Европскиот центар за среднорочна прогноза на време, кој е наменет за
прогноза на времето од 3 до 10 дена, кој прави одредени и постојат модели кои со ограничени области и со почетни услови кои се на база на мерењата кои ги имаме во мрежата на метеоролошки станици, кои се инволвирани преку глобалното, односно глобално атмосферско бдење и размената на информациите, дури се користат дури 90 нивовски модели на атмосферата за да ги симулираат равенките кои ги се решаваат со брзи компјутери и проблемот е во тоа што често пати одредени, да речем, едно десетина равенки, а постојат десетина и 15 равенки, а има 20 непознати. И одредени проблеми што се екстраполираат за да се решат тие равенки во рамките на идното моделирање на атмосфера. Во климатологија нема модели или има модели? Има. Има? Сега ако сме за климатологијата, врз основа на Комисијата за климатологија на Светската метеоролошка организација во 79 година е организирана прва светска конференција за климата и преку втората конференција во 90 година е покажано дека климата се менува. И се донесени 3 конвенции во Рио, кај што се собрани сите светски научници и така, и е формиран меѓународен панел за климатски промени и се дефинирани одредена конвенција за климатски промени, за биодиверзитет и опустинување и тие во последно време, имајќи во вид елементите на стаклената градина, се почнува истражување на идните климатски промени во 21. век, односно сезонско прогнозирање на времето, што е доменот на климатологија, а тука има и основната метеорологија. Значи, сезонско прогнозирање за лето, зима и тромесечни информации постојат околу тоа согледување тие модели не се физичко оправдани, како што се во доменот на метеорологијата, туку се повеќе статистички. И постојат такви изгледи на времето за лето, за есен, за зима. Колку често ве прашуваат дали во Македонија има 4 годишни времиња или нема? Па видите, тоа со годишните времиња, тие генерално постоја, имајќи во вид дека привидното движење на сонцето, се знае дека во текот на летото најголема концентрација на количество на сончева енергија имаме на 22 јуни, кога е летен солстициум. А сите процеси па се и од сонцето врзани, има и доста фактори кои се, значи, астрономски, метеоролошки, врзани се со други фактори, со локални влијанија и со елементите на стаклената градина. И сега има или нема 4 годишни времиња? Мислам, вака зборуваме за тоа како сме ги учеле, нели? Во зима треба да врне снег, треба да треба во есен треба да паѓаат листјата, треба да има просечни состојби, меѓутоа заради брзите временски промени, дури и климата е некако ни бега, од вид, Ама се договоривме со Костадинка дека имало оваа година пролет. Така. Па заборавивме, мислам дека со годините на пролета, онака, така, умерени температури, така, врнежи да има и во пролет. Обично, нели, од долги ракави, од бунди и од чизми, одма во сандали. Оваа година, мислам, и премногу беше тоа со врнежите, така. Да. Со пролетта. После неколку години, со пролетта. Луѓето велеа, па нема оние преодни сезони. Нема. И тоа беше еден вообичаен разговор. Нема веќе преодни сезони. Само зимо и лето. Природата оваа година ни покажа дека има. Дека има, Тоа е. Па добро, климатски промени, се нешто се случува, така, атмосфера е тоа, не е таа многу дефинирана, односно не можеме да дефинираме до крај и што ќе се случува. Променливост има. Најголемото прашање е колкава е мерата со која човекот влијае во таа промена. Но промени во климата се случуваат. Така е. Дали има периодичност? Веројатно има и нормално дека има. Можеби таа периода не е чиста, но колкава е улогата на човекот,
Тоа е главното прашање кое Да. треба да се одговори. Може ли само сега да погледнеме реклами, па потоа се враќаме назад. Останете на тема метеорологија, таа е единствената наука за сите времиња. Ова е со двојно значење, нели? И за време како време, и за времиња како времиња, но и за сегашно идно наше, ваше, сичие време. Гледаме реклами и се враќаме назад. По рекламите остануваме на тема метеорологија, наука за сите времиња. Го споменавме човекот како некој кој што веројатно најмногу меша прсти во однос на атмосферата или со се она што го прави, допира ли до него тоа што се го кажуваат климатолозите, синоптичарите, луѓето од струката, луѓето од фелата, луѓето од различни фели или не знам како веќе да ги наречам. Што мислите? Па видите, пред малку почнав за првата и втората светска конференција за климата во 2009 година се организираше трета светска конференција за климата, каде беше потврдено она што Меѓународниот панел за климатски промени го претходно го третира и дека влијанието на човекот е главниот причинител за климатските промени, односно влијанието на елементите на стаклената градина, како што се CO2, хлорофлуорокарбонат и водена пареја, тие влијат врз енергетскиот и топлотниот биланс во атмосферата. Свесни сме дека на почетокот на овие последните 20-25 години од 280 ppm на загадувањето на CO2 во атмосферата во глобалното атмосферско бдење, веќе стигнавме до 390 ppm, односно количеството на CO2 во атмосферата, кој е основен двигател за климатските промени и во скоро сите модели кои ги дадоа преку Светската метеоролошка организација и УНЕП, покажуваат дека во наредниот век, ако не се преземе било кои активности, ќе дојде до големи катастрофи во однос на климата, временските и климатските услови и ќе се појават зголемен број на природни катастрофи, топлотни бранови, студени бранови, интензивни дождови, понатамо бурни процеси и она што веќе го имаме и на тлото на Балканскиот полуостров и во Европа. Да. Сведоци сме на едно од најтоплите лета во 2003 година во Европа, кога според одредени статистички податоци... Вие сте сведоци, ние сме заборавиле тоа 100%. Па добро, јас ги следам тие работи и во литературата кажано дека 2003 година е една од во Европа околу 30 до 40.000 мртви во Шпанија, Франција, Германија и други. Понатаму имаме исто така, скоро имавме, ако се сеќаваме, одредени циклони кои и во Медитеранов сега ги имавме, во Грција, во Турција, какви поплави имаше, понатаму исто во Франција, во Париз имаше одредени... Не предупредува времето дека... Времето укажува дека 2014 година, ако се сеќавате, во Босна и во Србија, кога имаше големи катастрофи од несогледливи последици, слично кај нас во Стајковци на 6 август, блиску е тој ден, кога имавме 22 жртви и бурни процеси во атмосферата со несогледливи последици. И така натаму и така натаму. Кога сме кај такви промени или не знам, можно ли е тоа да се предвиди? Значи, интензитетот и локацијата понекогаш може и да бидат, да речам, поместени. Но денешниве модели многу често знаат да дадат дека соодветно случување ќе биде, но може тоа да е поместено. Да се помести. Значи, ние не би требало да очекуваме дека некој таков екстремен случај, ако веќе говориме последниот што го спомнавме, и несреќен сигурно, значи, може би не можат најновите модели да кажат точно каде ќе се случи. Но тие со некакво поместување од некој, да речам, ред од неколку десетици километри, можат да навестат дека таков интензитет се очекува да се случи. Понекогаш, за жал, и не е можно ни тоа да се предвиди.
но подготвеноста може да се зголемува со, да речам, најави, повеќе дневни, кои пак за жал имат повратен резултат што луѓето започнуваат да ги игнорираат. Нашите најави за нестабилност во попладневните часови во некои периоди стануваат доста монотони и луѓето започнуваат да викат па добро, ќе биде нестабилно. Да, но секогаш зборот убаво, ќе тупло, биде потоа ќе биде нестабилно, нестабилно. значи дека ќе биде и со грмежи и поројни врнежи, а тие често можат во одредени локации да бидат со многу големи размери. А како и да е, и последнава, ние имавме еден месец пред тоа, исто силни врнежи од дожд во... Кога мислите пред да ни се случат Не она што како беше потолкувано како дождовна бомба и постои како таква, и сега пред 2 дена се случи во Тексас, за среќа пак или и таква е ново време, новата технологија што веднаш знаеме што се случува било каде во светов. Слична таква дождовна бомба која се случи еден месец пред поплавата во Стајковци, преку центарот една се излеа огромна количина на врнежи. Таа појава е и позната, но ретко се случува да вие имате такви две случувања токму над најфреквентното место во државата, каде што сите мобилни се активни и веднаш имате фотографија на лице место што се случило. За среќа или не, ама ние сега дознаваме многу брзо. Такви појави веројатно се случиле кај нас и порано, сме имали и поплави, но додека да информацијата се пренесе, ние почесто не сме гледале колкав е размерот на случувањето. Така да веројатно и не навлегувам во честината, но интензитетите сме ги имале и порано, сме имале поплави. Но овој пат се случија на многу, да речем, неповолно место за нашава држава. Да. Се враќаме на синоптичарското место, мене ми е многу такво волшебно. Пред да дојдат камерите, сега се особено актуелни, да, колку често има јавувања или како се јавуваат од сите радија низ цела република? Па вака, секојдневно имаме одредени, нели, во одредени термини, секојдневно се јавуваат одредени медиуми, да речеме. Прва смена си знаеш од радиото, од радио. Така, од прилика, да. Во толку и толку часи, да речеме, да. Меѓутоа, сега баш сите радија, сигурно дека националните радија се повеќе. Меѓутоа, многу често и некои локални радија се јавуваат, особено кога има, нели, настани кои што се од интерес за тој дел од државата или пак најавуваме топлотни бранови или некои други случувања, мислам процеси поинтензивни, тогаш позачестени се јавувањата, се разбира, и радија и телевизии. Значи, дежурниот синоптичар е на располагање, мора да биде на располагање постојано, значи покрај неговата основна работа, што, нели, анализата, прогнозата и понатамо следење, нели, како се остварува таа прогноза, како се одвиваат процесите во моментот. Значи мора да одговара на повици во смисла да нормално да ги услужи граѓаните и институциите. Имаме телефон кој што е отворен 24 часа, значи било кој може да се јави на тој телефон, а покрај тоа, нели, радија, телевизии и исто така нормално пред конкретно тие клиенти има и најбитни се информациите што ги праќаме до одредени државни институции кои што понатаму ги прераспределуваат, нели, за да сите да речам фактори кои што чинители кои што се поврзани на некој начин со прогнозата да бидат запознаени, нели, од прилика како би се движела временската состојба понатаму, значи да бидат подготвени. Од водовод многу често имаме контакти, нели, баш во случај кога има големи врнежи, луѓе што се занимаваат со градежништво, земјоделци, значи многу се јавуваат, дури редовно, да кажам. Да. Така што постојано сме во контакт дефинитивно со граѓани од различни професии. Да. Добро, и освен позади мостот во Влај, има ли некои анекдоти, има ли некои, сега нема имиња да спомнуваме секако, ама... Нема имиња да спомнуваме. Некој знае да биде навистина интерес. Да, знае денот да е супер. Ние понекогаш сме телефон на кој луѓето прво ќе се сетат кога нешто ќе ги загрижи. Последниот пат мене ми се случи да човекот се јави во средина на ноќта
И не бараше воопшто прогноза на време, него бараше дали ќе има прскање против комарци. Ние секако не можевме да му одговориме, но тој вели, вие сте првиот телефон на кој ми текна дека можам да се јавам, за да направам нешто со пчелите. Бидејќи тој во тој момент сметал дека ете може нешто ние ќе помогнеме. Па се разбира, ние секогаш се обидуваме колку што можеме за било што да дадеме идеја барем како да. Но не и кога ќе се имало и посериозни, јас можам да се сетам. Например, имав една зима откако се случува големите врнежи од снег, едно обично јавување кое може да ви се чини едноставно. Женски глас вели, јас со детето сакам да појдам на кај Скопје од Охрид, дали да тргнам сега вечерва или утре наутро. Ќе кажете дека тоа е многу едноставно прашање. На крај крајава зависи од личен избор. Мојот збор беше појдете си утре наутро, барем е ден. Иако не се очекуваа врнежи. Но кога ќе помислите дека е со дете, дека се може да се случи, се може да биде покомплицирано одошто да се тргне следниот ден. Советот мој немаше некаква потпора во метеорологијата и прогнозата, иако не се очекуваа врнежи, но и малку повеќе дожд во планините на запад во ноќно време. Ќе ве остави да се чудите што да правите. Да. И во начинот на кажувањето, во начинот на интерпретирањето на временската прогноза може да се открие кој ја создал, така, или кој бил дежурен синоптичар. Не би требало. Не би требало? Не би требало. Но не, зборувам во, како да кажам, додавките. Значи, зборувавме, сега вие многу не се согласувате со мене, ама порано ми беше, има впечаток, можеби помала сум била, па не сум зашувала, но тоа никако одеше од сончево и топло со умерена облачност, со услови за краткотраен дожд, врнежи, грмежи и уште снег и сите годишни времиња, како би рекол, така и сите клими воедно. Па добро, ама сега сме построги. Сега сте построги, да. И поточни. Во термините, а и полесно е да сме поточни. Поточни. Бројот на информации е огромен. Сега повеќе е проблем да се решите која информација е вашата, корисна, одошто да барате информации. Сега бројот на информации е и премногу голем. Еден тон. Да. И сега од изборот на информации, како беше, имаме секојдневно кавги, сега не е кавги, дебатирања на тема променливо или како? Променливо и претежно. Да, значи ние многу така прецизно ги бираме зборовите, иако веројатно луѓето воопшто не ни помислуваат дека ние толку посветуваме време на тоа. Затоа што многу ни е битно дали кој збор ќе го употребиме за да најточно ја представи состојбата која што очекуваме. Сега тоа што велите вие сончево со умерена облачност и со услови, нели? Да, тоа е точно. Значи, токму така. Значи, тоа е таа временска состојба што се случува и што се очекува. Значи, ќе биде сончево, ќе има повремено облаци и во попладнивните часови локално ќе има дожд. И навистина многу често се случува тоа. Значи, ние што го кажуваме, меѓутоа луѓето на пример ако токму на тоа место каде што се, ако не заврнало, ќе речат, овие нон-стоп кажуваат ќе врне, секој ден ќе врне, а нема. Да речеме. Во некој дел заврнало? За истиот ден може да ни се јави некој друг за да ни информира дека еве во моментов врне пороен дожд и така натаму, значи прогнозата за него е погодена, за другиот не е погодена. Меѓутоа дискутираше пред малку Борис дека многу е тешко и дека всушност е невозможно, не е тешко, да се точно да се каже на кое место ќе заврне. Прецизно, најпрецизно. Особено зборувам за летните процеси, конвективни процеси кои што се случуваат на многу мало растојание. Моделите не можат да ги фатат добро, бидејќи зависат од многу локални влијанија. Значи, моделот може да укаже на тоа дали има услови да се случи тоа, дури некогаш и локацијата, во смисла не локација на дел од градот, туку локација, да речам, западните делови, затоа ние многу често кажуваме во западните делови, во планинските подрачја, во јужниот дел или така. Значи, тоа да. И мораме, ние не можеме стрикно да кажеме, дури некогаш и некои модели даваат индикации, меѓутоа ние од искуство знаеме дека тоа може да не биде така, значи не си дозволуваме едноставно да одиме толку во прецизност, затоа што тоа не би било професионално на никој начин, нели, врз основа на искуството. Да. И сега?
Што е претежно, што е промилливо уште еднаш, вака пред камери. Како и да е. Тоа значи дека ние внимаваме на термините Така е, секако, и да. дека Ние шегав дека сега, нели, ама само за да им биде и поинтересно воспоставените термини да ние разберат. ги негуваме долг период. Да. Благодарение ете што јас сум подолго време, па и Костадинка ќе биде, и тие термини пак луѓето од друга страна веќе ги прифатиле. И јас се надевам дека тие термини ги разбират на начинот на кој ние ги употребуваме. И мислам дека е така. Да. Значи, не ги менуваме термините, се разбира, се обидуваме и да биде и уште подобро, ама мислам дека на тој начин сме воспоставиле некој контакт, дека нашиот употребен збор создава слика кај слушателот или гледачот. Што ве прашуваат луѓето вака, луѓето од страна, луѓето што не ви савуваат на телефон, вака која ќе ти работиш во УКМР и што се прашањата? Безброј? Па често е има некогаш Вака на улица зборувам, вака, да, не на телефон. Па добро, некое дополнително внимание добиваме, бидејќи ја знаеме и днината. А луѓето би сакале да ја знаат и днината. Да. Кажете ми, кога сме кај она, имаме македонците, освен што се знаеме и кратко паметање. Нели споменавте 2003, ја не се сеќавам, например, односно ме подсетивте со мртви. И неко да ви низ Европа, кажам, на тоа се сеќавам. Јас се сеќам на мај месец, беше од 1 до 15 мај, беше Која година? 2003 година, таа година? 15 тропски денови во месец мај. Тоа беше катастрофа во Македонија. И продолжи во Македонија исто се... Во Македонија 2003. Да. Значи, Добро. од 1 до 15 мај над температурите над 30 степени, што не е вообичаено за месец мај. Да. Иако јас можам, ако ве занима, да сакам спомнеме некои такви историски... бројки или некои што биле не се Па не секој невообичаени. 22 би го спомнал 22 август 52 година, кога се измери највисоки температури пред да се случи овој максимум на 4 јуни 2007 година, Добро. кога е измерена во Демиркапија 45,7 степени. Највисока вредност 45,7. измерена во Македонија, и исто така негативна температура. 27 јануари минус 31,6 во Берово. Тоа исто е екстремна температура. Добре. А во однос пак на зимите би ја спомнал 28-29 година од информациите кои ги имаме меѓу двете светски војни, кога низ цела Македонија една од најстудените зими, кога цела Пелагонија била замрзната и дури се преку водата се одело со коли, со запрежни возила, значи било цело мраз. А 36-та година, па најтопла година. 42 исто така во февруари месец германската војска не можела со своите сили не можела да излези од Македонија и биле чудоневидени од така јужна територија да не можат да излезат во февруарскиот поход после. Во февруари 42 година, исто така многу студена зима. 93-та исто така. Па минатата 93-та не одевме во училиште, Да. на тоа се сеќавам. Точно е. понатаму еден од најголемите Имаше метари по количества снег на снег во Скопје. на 5 декември 83-та година, кога цела Македонија беше... 83-та? Не се сеќавам. Јас зборувам од литература. Кога не само оранжерии спопадна, него на стрешниците од војската, хангари војни, кои беа димензионирани, ова што пред малку Борче спомна, дека историските резултати како се корисни во однос на димензионирање на одредени проблеми од доменот што ја викаме ние применета метеорологија, значи базите на климатските податоци се и како добре дојдени за изработка на одредени анализи и студии во просторното и урбанистичко планирање. Ама кога ќе ви речат сега ова лето, како ова лето немало пожар. Не, па добро, И како сакам да ви кажам, имало. имало, затоа се прават обстојни анализи, проекти преку кои се укажува
и тука доаѓа до израз базите на податоци што ги има хидрометеоролошката служба и оние перманентни мерења и изворот на хомогени податоци на едно место и по долга низа на години според критериумите кои ги има воспоставено Светската метеоролошка организација по која ние се владееме. Така е, да. Ќе продолжиме, ма по рекламите со овие графички прикази кои што цело време ги гледаме, а кои што се ваше дела. Но само да ве прашам, вие кога сакате да дознаете нешто повеќе, не знам, некаква состојба која што следува, или планирате свадба, планирате одење на годишен одмор, што користите? Ги користите сите овие начини или покористите некакви си своји собствени мерења или подмерења? Ја прашав Костадинка колку треба да си добар математичар, таа ми вели добри математичари има, тие смислеле се, ти треба само да си добар логичар во создавањето на нештата по тоа. Па, добро, и да. И не? Значи, ние веќе сме се определиле кон природните науки. И не знам... Мора да си добар математичар, така? Значи, да, морало да си бил. Морало да си бил. Во одредена мера. Или си морал да се доградиш. Да. И информатичар во исто време. Да, ете и тоа не го споменав. Фала. Да. Битно е. Значи, информатиката дојде паралелно во мојава кариера, кај Костадинка таа била од секогаш присутна. Значи, на некој начин информатиката во метеорологијата е многу важна. Нема да кажам најважна е кај метеорологијата. Но ако земеме дека Европскиот центар за среднорочна прогноза ги има веројатно барем некаде меѓу 10 најаки компјутери во светот. Дека и Американскиот центар за околина исто така ги има најаките компјутери, секако војните се веројатно најсилните. Неверојатно сигурно. Сигурно. Значи, вторите, веројатно, во светот се метеоролошките компјутери, направени да можат во што пократок период, во овој момент работно и оперативно одат на 6 часа постојано, така е вообичаено веќе пракса. На 6 часа се пресметува секогаш наново со последните мерења и расположиви податоци повторно следните часови и денови што ќе се случи. Значи, информатиката и ние самите моравме да продолжиме паралелно да се дополниме во знаењата и од информатика за да може да владееме со информациите. Супер. Добро, одиме на вториот блок реклами и заокружуваме со графичките прикази и можеби каква клима, можеме да претпоставиме каква клима ќе имаме потоа во иднина или вие не сте се следите? Веќе кажеме и тоа, исто ќе спомниме што ќе се случува имајќи во вид она што рековме дека се зголемуваат количествата и што треба меѓународната заедница да направи, не само Македонија, него она што веќе прави со дефинирање на Парискиот договор од 2015 година, сите земји во светот се го имат подпишано, меѓутоа би спомнале дека единствено најголемиот загадувач во светот не се согласува, бидејќи ќе има одредени реперкусии врз економијата, а тоа е Соединетите Американски држави. Добро. Ајде гледаме тогаш реклами, па уште некој дел од муабетот. Во последниот дел од разговорот, може ли да ни кажете како дојдовте воопшто на идеја овие графички прикази да станат ваше дело? Не, вака, значи, или огромен е бројот на графички материјали, што во последново време се вртат и од метеоролошките центри, а секако и дури од приватни компании, па и портали мислам од овие што се во светски размер познати. Добро. Значи, графиката е еден начин за поблиску да ја прикажеме информацијата. Текстот знае некогаш и да не биде прочитан. Но сликата е, илјада зборови. Многу говори, да. И затоа и јас појдов во тоа да додадам што повеќе графички материјали, барем паралелно со создавање на нашата интернет страница во управата. А потоа со годините на некој начин тие стануваа се помногу бројни
Може би сега и претерувам на некој начин, но веќе тоа е и начин на живење и тоа е дел од професијата Да. веќе. И што ви треба се или како се прави овој графички приказ? Што правите? Еве, може да погледнеме и може ли да ни Овие објасните? сепак, овие материјали што ние ги гледаме се дел од нумеричкиот модел и тоа е еден стандарден излез Добро. за неколку размери тука гледаме, уствари всушност два размери. Аха. Ова е третиот. Но два размери, Македонија и Европа. Повеќе параметри се гледат тука. Материјалите, ова е само изгледа распределба на прав. PM2 2,5 честички. PM2 И честички, добро. ова е веќе во размер на европскиот континент, малку проширено. Добро. Што гледаме овде? И овде имаме, еве, како лево горе ќоше ни е напишано дека тоа се 3-часовни акумулирани врнежи, а според бојата е и типот на врнежите. Значи, многу повеќе информации има да се кријат во една обична ваква анимација како што е ова. И Ова е ова е пренос 3 април на 2017. ова е пренос на Чад. Веројатно од афричкиот Од Африка. континент. Чад. Еве, да. А ова што Ова вели е моделот кој редовно на два пати во денот во 24 часа се врти во управата за хидрометеоролошки работи и ова е еден трет размер со, ете, да речеме, проширена нешто дел од Балкан, така некако би дошло. Аха. Значи, ова се, да речеме, движење и распределба на Чад некаде од, веројатно, од термоцентралата во Пелагонија и како во текот на времето би се проширило. Ова е повторно врнежите и ветерот воедно. Значи, многу информации. Во секој случај за многу различни параметри може да се направи графички приказ, дури една слика, нели, на која што може да се видат повеќе метеоролошки параметри и да видиме како заемно тие се менуваат. Дали може би има некоја поврзаност, да речеме, кога поминува атмосферски фронт, промената на ветерот, на приземје, па на различни висини. Значи, многу метеоролошки параметри. Ние треба да ги изгледаме сите тие и да заклучиме, односно да си формираме во главата една севкупна слика за сите метеоролошки параметри и тоа да го преточиме во таа наша прогноза која што ја кажуваме. Да. Добро, задоволството на луѓето генерално е допира до вас, така? На луѓето, зборам на нас граѓаните. Да. Мислам, нели возвратно ви кажуваат супер погодивте, точна ви е прогнозата или? Добро, имаше и Како да беше речеме, предскажуваче на иднината. па да, Беше, да. на некој начин, но некогаш ние можеме да не ја погодиме прогнозата за сите. Јас ќе Да, се спомнавме вратам дека, да. на трагичното невреме од минатата година. Сепак во најголем дел во Македонија, дури во еден дел на кон југоисток немаше ни врнеж. Во Скопската котлина беше катално. Дури луѓето на југоисток веројатно и не може, секако не предпоставиле што може и што се случува на северот од републиката. Значи, и тука имало секако и негативни реакции. Иако процедурите и најавите Не беа такви. ние имавме најавувано и невреме, дали и тоа не ми е ни целта на разговорот. Целта ми е што дел од луѓето според лично доживување некоја прогноза ја прифаќаат, а некојаш и дел од нивниот карактер да одат позитивно, секогаш во се, и да одат негативно пак некои други во се. Имало понекогаш и сомнеш. Во смисол, па добро, значи не знаеш какво ќе биде време. Кога ќе кажеш дека ќе биде променливо, тоа понекогаш знае да биде и како значи не знаеш. Не знаеш какво ќе биде. Да. Но знаете како, нели, големо Скопјево, па ќе речат, кај мене во Ново Лисиче врне дожд, а во Ѓорча ни една капка дожд. Да. И не сте ни вие виновни за тоа, така? А некојаш има и видлива е линијата до каде е дождот. И некои од нас ќе ни ја од да, ќе ви ја покаже. Да, од луѓето што ќе се јават, ќе кажат па јас ја преминав преку линијата каде што
престанува дождот. И тата му вели е суво само прашање. Па затоа е тоа Но променливо. мислам дека генерално мислењето кај луѓето е позитивно. Се повеќе, барем таков впечаток имам јас, дека повеќе, ајде да кажам, веруваат во нашата прогноза, повеќе ја прифаќаат, на секаде низ медиумите е нашата прогноза, што не беше случај до пред 2-3 години, можеби. Мислам дека тоа е позитивно и дека сепак и тоа е потик за нас уште подобро да работиме. Така, да. За непогодата во Стајковци, која е локална непогода, која беше со катастрофални последици, некои луѓе дури влегуваат дури во политички расправи, што не сакам сега да го третирам, дури спомнува дека шумите во влијаеле, па не знам ова. Значи се работи за локална непогода со катастрофални последици. 93 мм за 4 сата. Тоа е неверојатно големо количество дожд и немало шанса каде да отиде таа вода. Свесни сме од фотографиите што и состојбите кои тоа камиони, шлепери, водата ги носеше. И не случајно толку имаше жртви кои случајно се нашле тамо и тоа тие непогоди. Меѓутоа свесни сме дека таа непогода беше и претходно се случуваше, ако се сеќаваме, на Шара на 2 пати пена беше со големи и други невремиња постоја во изминатиот период и 2015 и на 2 август се сеќавам кога имаше во Шипковица, а истиот ден на 6 и преку Шара и овде се случи тој вртлок под наводници со големи количества на врнежи. Во Петровец тогаш немаше неколку милиметри, а на Зајчев рид 93 милиметри за 4 сат. Тоа е големо количество, дури еднаш во 100, 200 или 500 години ретка, исклучително ретка појава. Така, да. Добро, на крај на овој разговор, дали може да сумираме дека некои работи веројатно им стана појасни на граѓаните сега, на гледачите наши? Па секако дека добија некоја представа повеќе. Некоја представа за тоа како вие тоа ја правите таа временска прогноза. Се надевам, да. И сега немаме тука начини да видите, ама се обидовме пред да влеземе во студио да видиме. Овој разговор се снима за тоа какво ќе биде утре. Ако ова оди на 5-ти, така, па не само утре, мислам дека во наредните денови се уште ние веќе најавивме топлотен бран, значи Ево Ек, и со тие фази веќе се популарни бои, нели жолти, портокалова фаза, навистина е топло и температурите максималните се над просекот за овој период од годината и така што продолжува тоа стабилно време, во смисла без врнежи, сончево, многу топло со температури кои што еви во Скопското подрече на 40 кенад. Ќе бидат, да. 40-41 степен се очекуваат. Добро, и јас како тој со свадбата, како беше, дали после 14 август какво ќе биде времето? Шегувам. Ние имаме еден одговор постандарден, јавете ни се за некој ден, кога материјалите ќе бидат и посвежи и тогаш ќе биде поизвестно. Па супер, така треба, нели? Тоа е прав начин на одговор. Заклучокот се тоа. Не е можно и предскажувачите на иднината цела иднина да ни ја предскажат одеднаш. Треба малце да имаме и ние трпение. Така? А кога сме кај климата, таа вели... Кај климата, кажавме, само да ви кажам. Таа вели, не треба да... како рековте, 40 како што е над вообичаените. Значи вообичаените над просекот вие ги одредувате. Инаку досега во светот според глобалното затоплување имаме 0,6 степени зголемена температура во светот. 0,6 степени плюс минус 0,2 степени е покажано, евидентирано. Меѓутоа во наредниот период, ако се продолжи со вакво количество начин на живење, таа расклашеност и невнимавање преку сценариото business and usual, така се вика тоа сценарио, односно има доста сценарија различни и оттаму меѓународната заедница влечи одредени потези, пред малку го кажав, преку Конвенцијата за климатски промени, преку Киото протоколот, кој веќе е надминат
со Парискиот договор од 2015 година, Уште кој да ги- веќе уште да ги 180, натираме 190. американците да И почнат уште да тоа е размислуваат главен како сите нас. проблем и економијата во Америка не му дозволува на некој начин на Трамп да ги промени своите Готово, политика состојби. почнавме, готово. Добро, ама е не Да. потписник, сите земји се потписнички, Освен тие. Грото, сем ова, кој е главен причинител за климатските промени. Да, добро. Ви благодарам за учеството во овој отворено студио и за крај како беше 22 август 45,7, ако не следевте, така? Не. 22 август највисока, меѓутоа 45,7 е на 4 јуни 2007 година. 2007, се извинувам, а 27 јануари, која година? 54 година. 54-та, минус Минус 37,6. 37,6 во Берово. Во Берово. На истиот ден во Битола минус 29,6. Аха, добро. Ви благодарам за овие податоци и благодарам и вам за одвоеното време. Се гледаме и следната сабота. Довидување до тогаш.